За жал, мислам дека и покрај тоа што оваа читална има преку 4000 книги, ни недостасуваат се уште дела на Славко Јаневски. Во сите книжарници во Скопје сега, нели, да не публицирам, освен шекетната приказна, не успеав да најдам ниту едно делата на Славко Јаневски. Се обратив до Македонската академија на науките, за жал и тие нема многу, ова е се што го имаме од Славко Јаневски. Очекувам, бидејќи целокупната библиотека, значи библиотечниот фонд е донација, дека граѓаните кои што може би сакаат да се одделат од книгата на вака значаен автор, дека ќе донираат по некое дело. Ние не го дадовме името на Славко Јаневски поради тоа што е илустриран, туку поради значењето на неговиот творечки опус. Колку книги има во оваа читална? Реков над 4000 книги и тоа сите се донација, значи. Јас ќе кажам. Неговите дела колку најдете? Од неговите дела имаме само 10 книги, за жал. Очекувам, реков дека тој фонд со прилози од граѓаните значително ќе се спомени. Читалната која го носи неговото име и требала да има барем неколку книги. Така што јас тоа адхок ми дојде од семејната библиотека на мојата покојна мајка Радмила Трифуновска, кој беше пријателка со Славко Јаневски, да ги донирам книгите за оваа читална и со тоа, да кажам, да има возможен на луѓето, пред да се дрзнат нешто да кажат за некој автор, барем да прочитаат неколку реда. Колку што одминуваат овие улави транзицијски времења, делото на Славко Јаневски се поцврсто ќе се втебелува во македонскиот, во македонскиот пантеон. Горко звучат денес стиховите на поетот кој пред 5 децении ја разбра убавината на болот. На коските подземја не им е сеедно што ќе стане со коските што жнеат над нив.